нешто што најчесто може да не разбуди наутро, односно да го практикуваме со самото будење, а тоа е практикувањето на јогата, која што не уведува некаков баланс или баланс помеѓу умот, телото и душата. Повеќе за тоа во продолжение од Марија. Марија, добро утро. Добро утро до сите наши гледачи и добро утро до вас, колегите во студиото. Нашата денешна тема токму од терен е, односно темата е насловена јога за тело, ум и душа. Токму затоа ќе најавиме неколку работилници, активности на мојата денешна гостинка, јога инструктор Билјана Пешева, која што верувам дека ќе бидат овие активности кои што ќе ги најавиме добродојдени за нашите гледачи, односно сите оние кои што сакаат да практикуваат јога во слободното време. Дека сакаме добро утро на мојата денешна гостинка Билјана. Добро утро, поздрав до сите гледачи и до вас. На самиот почеток, бидејќи ете напоменав дека ќе имате две работилници, најпрво сакам да напоменеме нешто за семени констелации. Што представува самиот термин и за каква работилница станува збор? Така. Вие ме представивте како јога инструкторка, но семените констелации се психотераписка техника која што се работи и која што ги открива скриените врски кои што постојат во фамилијата, во љубовта, невидливите работи кои што се наоѓаат во нашиот семеен систем и кои што помагаат да добиеме одговор на некое прашање. Например, имаме некаква дилема во животот, блокада, чувствуваме дека не ни одат работите во некоја наша сакана насока, можеме преку семените констелации да се види каде да станува таа блокада на енергијата на љубовта или енергијата на животот, кажете како сакате. Така да тоа е една од помокните да кажеме психотерапии преку кои што навистина на брз начин се доаѓа до одговор на некое за нас важно прашање. Во констелациите обично се гледа кога ќе се постави проблемот на учесниците, нели секој учесник индивидуално се поставува, можеме да погледнеме во минатото, кај нашите родители и предците, дали нешто сме превзеле од таму, можеме да погледнеме напред, кон нашите деца, кон патот, кон целта, која што сакаме да оствариме, или на исто хиерархиско ниво, или партнерот, љубовта и она што ни е важно. Всушност, еве на 24 јануари и исто така на 7 февруари покасно, но еве оваа на 24 јануари ќе држам семени констелации работилница, така да секој што е заинтересиран може да види на моите профили, да се приклучи, да дојде, доколку сака оваа 2026 година на некој начин да ја отвори на малце по различен начин и да види како може на вистина со целата сила и елан да тргне и да ги добие работите, односно да оствари она што сака да го оствари. Најавивте уште една активност насловена јога ретрит. Што значи самиот збор ретрит? Значи, во рамките на моите годишни активности, веќе мислам дека ова се некои 19, 20, 21 јога ретрит кој што го правам, станува збор за, јас го нарекувам на македонски јазик, јога активен одмор. Ретрит значи повлекување во себе и наблюдување во себе да видам каде сум во животот. Но моите јога активни одмори ги правам, или јога ретрити ги правам на начин на кој што луѓето може да се осетат внатрешно, се повлечат во себе, но истовремено со многу физички, ментални и емотивни интеракции. Имаме јога наутро и навечер, обично на плажа, бидејќи двата јога активни одмори ми се закажани. Првиот е пролетен, за време на првиот пролетен продолжен викенд, од 30 април до 3 мај во Грција, во Криопији, а вториот ќе биде крајот на мај, кога има 2 неработни дена, во последната недела на мај, мислам дека е одлична недела, да кој сака да дојде 7 или 3 дена во Керет во Албанија, таму веќе трети пат одиме и на вистина е прекрасно. Сакам да кажам дека програмата ја правам на начин на кој што на сите ќе им биде добра, за сите нивоа. Значи имаме јога наутро, јога навечер, некогаш имаме други типови на вежбања кои што се полесни, се изведуваат во природа. Навечер имаме разни активности преку кои што она што фали во секојдневието го креираме контактот меѓу луѓето, дали преку различни игри, дали преку одредени типови на психосоцијални активности, со кои што луѓето навистина може да се почувствуваат блиско, да се отворат и истовремено да се погледнат себе си навнатре. Така да
Јога ретритите се нешто кое што навистина на секој му препорачувам. Многу често пати доаѓаат луѓето сами, например немаат друштво, не знам, децата пораснати се и така натаму. И секој пат наоѓаат пријателства. Во текот на овие 15 години назад, навистина сум видела многу длабоки пријателства кои што се креирале во текот на тие мои јога одмори, така да гледачите можат да погледнат на мојата веб страна healthylifeskills.mk или на моите профили, каде што имам објавено дел активности или да ме контактираат, да се приколчат на вистина. Мислам дека оваа година ќе биде посебна со програмата која што имам смислено. Самото создавање на тие друштва за време на јога одморите и тоа на некој начин се придобивки од самото учество. Па да, придобивките се видите, се вмрежуваме во една заедница на луѓе кои што сите сакаат иста цел имаат. Први здрав начин на живот, второ да научат нешто ново, трето да исто така комуницираат она што ни недостига од секојдневието, нели сите сме со телефоните повеќе. И преку разни интеракции и вежби кои што им ги давам, луѓето меѓусебно комуницираат и да, навистина тоа недостига. Освен тоа што нели се грижиме цел време на физичкото тело, односно вежбаме, лесни вежби нели работам особено на јога одморите. Така да не знам како да ви кажам, често пати многу ми се случува, мене ми е доказ дека е тоа добро и дека добро го правам ова што го праваме, заради тоа што доаѓаат луѓе од првиот јога ретрит што сум го правила 2017-16, некои од луѓето ми доаѓаат на секој јога ретрит. Имам група на луѓе што редовно доаѓаат и плюс нели нови луѓе и тоа ми е доказ дека секој е различен, секој е интересен и секој нуди некое ново отварање на нашата рамка. Знаете како умот ни поставува една рамка и ние како во една колотечина сме цело време исто па исто, а меѓутоа кога ќе ја проширите рамката, гледате малце пошироко, подалеку и тоа ви дава една, не знам, убавина леснотија во животот. Пред самиот крај напоминавте дека сите оние кои што учествуваат на овие јога одмори сакаат здрав начин на живот, тоа се подразбира. Оние кои што ќе бидат учесници, во однос на исхраната, што е правилно, каква исхрана да практикуваат? Не само на јога активните одмори, туку и било каде убаво да се практикува балансирана храна, се разбира согласно психофизичката состојба на секој индивидуален човек кој што доаѓа, но притежно се насочуваме кон поздрава храна, зеленчук, овошје, нормално секој си има одреден тип на храна кој што може да ги добие. Најчесто јога одморите ми се во хотели и во рамките на програмата има и доручек и вечера, па имаат учесниците богата лепеза, да речеме, на избор, но фокусот е на поздрав начин на исхрана и се разбира многу помал по обем, бидејќи знаете како викаат старите јогини, колку што ни е нас дланката, толку ни е желудникот и толку треба да јадеме на секој оброк. И затоа имаме само доручек и вечера, обично без ручек, бидејќи веќе 3 оброка е премногу, особено ако имате физички активности, нели освен пливање, ние се бањаме или пак одиме на планина, зависи нели каде сме. Така да ете една покана да размислат вашите гледачи, да размислат на друг начин да го поминат своето слободно време, не на она класично седење, скролање, кафанчиња, нели класичното, туку ова е на сосема друг начин да направат една промена во својот живот, да им помогне за да се почувствуваат подобро, да научат нешто ново, да вежбаат, да имаат за себе да добијат нешто во тие, не знам, 7 или 3 дена колку што ќе дојдат. Благодарам многу за одвоеното. Благодарам што ме поканивте. Уште еднаш. Се надевам дека дадовме на некој начин идеја како да го пополните вашето слободно време, доколку го имате. Се разбира, верувам дека беше интересен разговорот кој што го принесовме токму од лице место. Напоминавме нешто повеќе за јога одморите кои што ќе се одржуваат, семените констелации, но исто така и за придобивките од самото учество во нив и придобивките генерално од самото практикување на јога.